Најавата дека и оризот би можел да се најде на листата на производи со замрзнати цени ги вознемири земјоделците од Кочанско. Стравуваат дека ова би предизвикало уште еден сериозен удар врз оризопроизводството. Пред стартот на новата сеидба, евентуалното замрзнување би можело да ги стави пред свршен чин, па многу полиња да останат непосејани. Сегашните откупни цени се доста некоректни со производствените трошоци, со ѓубривата, препаратите и останатите трошоци, затоа секое замрзнување на цената за арпата, па и за белиот ориз би значило катастрофа за производството на ориз. Секоја надеж би згаснала за нас оризопроизводителите. Ние не можеме да планираме ново производство доколку немаме некоја идеја, план за покачување на цените. Минатата недела владата донесе антиинфлаторни мерки. До 31 јануари наредната година да се замрзнат цените на основните производи. Според професор Љупче Давков од Штипскиот универзитет, по завршувањето на мерката, рокот дополнително би можел да продолжи од 1 до 2 месеци, за да се избегнат одредени инфлаторни шокови кои би можеле да следуват. За производителите и увозниците ги амортизираат загубите. Државата може да помогне во користење на државни резерви на некои од овие продукти или да се интервенира во делот на трошоците што ги имаат увозниците. Тоа се некои основни мерки кои што можат да се каде што државата може да им помогне на увозниците и да на некој начин ги амортизира загубите, бидејќи тие увозници и производители на овие производи можат да издржат со своите залихи до некој определен период без никаква државна интервенција. После тоа државата ќе мора до некаде да интервенира ако сака да го продолжи овој период на фиксирање на цените. Дел од експертите посочуваат дека мерката е задоцнета, а замрзнувањето на цените е краткорочно решение. За сега не постои опасност одредени продукти да исчезнат од рафтовите на супермаркетите. Се очекува до средината на 2022 цените полека да паѓаат, но не и да се вратат на нивото кое што беа пред ковид кризата.